Петок, 22 ноември, кратки вести во 12 часот. Дворот на Охридската гимназија полека го добива финалниот изглед. Пространиот двор сега е поделен на неколку сегменти, од кои два поголеми со подигнати делови за амфитеатрално седење. Поставено е бројно осветлување, а видливо е дека е обележено игралиште за спортски активности, како и патека за трчање која оди околу целиот објект. Во задниот дел е прилагоден и паркинг простор. Зафатите за реконструкција на дворот се одвиваат веќе подолг период наназад. Одговорните најавија и реконструкција на внатрешноста во делот на зидови подови. Според планот ќе се промени внатрешната и надворешната дограма, а ќе се реконструира и кровот, за што се обезбедени потребните дозволи. Поранешниот министер за транспорт и врски Благој Бочварски за телевизија 21 изјави дека автопатот Охрид-Кичево, кој после 10 години не е завршен, ќе беше завршен досега да не се појавеле свлечишта кон крајот на минатата година. Тој кажа дека неговата влада го завршила автопатот 82% и сега останува новата власт да го доврши и да го пушти во употреба. Кога дојдовме во 2017 година, автопатот Кичево-Охрид беше 30% завршен. Ние, кога ја предадовме власта, 82%. Сме решавале проблеми. Сега новата влада да продолжи од 82% да го заврши, рече Бочварски. Изложувачи од Охрид и Македонија учествуваат на винска визија на отворениот Балкан, што од денес до недела се одржува во Белград, Србија. Ќе биде доделен винскиот трофеј на отворен Балкан, кога ќе бидат прогласени најдобрите вина на фестивалот. Ќе се оценуваат вината од Србија, Македонија, Албанија и други балкански земји. Централното место ќе го заземе заедничкиот штанд на трите национални туристички организации на земјите од отворен Балкан, каде заеднички ќе ја презентираат туристичката понуда и културното наследство на сите три земји. Времето денес облачно со врнежи од дожд, дува засилен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.